Послание на апостол Јаков, 4 глава. Од каде се војните и расправиите меѓу вас? Не оттаму ли од вашите похоти кои се борат во органите ваши? Пожелувате и немате, убивате и завидувате и не можете да добиете. Се препирате и војувате, а немате, бидејќи не молите. Просите, а не добивате, оти зло барате, за да го трошите во вашите похоти. Прелюбодејци и прелюбодејки, не знаете ли дека пријателството од овој свет е непријателство на Бога? Оти кој сака да му е пријател на светот, му станува непријател на Бога. Или пак мислите дека писмото напразно зборува? Со ревност го љуби духот што го вселил во вас. А дава поголема благодат, затоа е речено: Бог се противи на горделивите, а на смирените им дава благодат. Па затоа, покорете му се на Бога, а противете се на ѓаволот и тој ќе побегне од вас. Приближете се кон Бога и Он ќе се приближи кон вас. Исчистете ги рацете грешници, поправете ги срцата своји, непостојани. Бидете нажалени, плачете и ридајте, смевот ваш нека се претвори во плач, а радоста во тага. Понизете се пред Господа и ќе ве подигне. Не напаѓајте се еден со друг, браќа. Оти кој го напаѓа братот свој или го суди, тој го напаѓа законот и го суди законот. А ако пак го судиш законот, тогаш ти не си извршител на законот, туку судија. Еден е законодавецот и судијата, кој може да спаси и погуби. А ти, кој си што осудуваш друг? Слушајте сега вие кои велите: денес или утре ќе тргнеме во оној град и таму ќе останеме 1 година, ќе тргуваме и ќе спечалиме. Вие, кои не знаете што ќе стане утре, оти што е вашиот живот, тоа е пара која се појавува за кратко време па исчезнува. Место да велите ако сака Господ да бидеме живи, ќе направиме тоа и тоа. А сега се фалите со својата гордост. Секоја таква фалба е лукава. И така, греф е за оној кој знае да прави добро, а не го прави.